Моето излагање ќе биде на македонски, бидејќи така и повода, и овде сите сме македонци, мислам дека сите разбираме македонски. Јас накратко ќе се задржам на ова дело, бидејќи тоа е збирка и на дел од некои книги, кои што веќе овде се презентираат како посебно. Затоа ќе биде накратко на ово што ќе го дадам во моето излагање. Долгогодишната врска на Фоте Никола со македонскиот учебник и македонската книжевност ја пробудија желбата да создаде нешто посебно од својот вид. Тоа е љубовта кон мајчиниот јазик и македонската култура, со која е поврзан авторот и кој го привлекува во создавањето на ова извонредно уметничко дело, кое е сведоштво за екзистенцијалноста на богатата култура на македонците и на македонскиот јазик. Книгата "Литературни творци од македонското малцинство во Република Албанија" е вистинска антологија. И таа слободно можеме да ја наречеме камен темелник во изградбата на нашата култура, на нашиот национален идентитет. Бидејќи духот што ги провева овие избрани творби од сите краеви, каде што живеат македонците во Албанија, авторот успее да ги обедини, да им даде сјаен поглед со своето интерпретирање, што не е само строг превод, но тој ги препева, ги пресоздава, кога ги преведува на албански јазик. Е негова вредност што успее да ги унифицира фолклорните вредности на сите македонци во Албанија, кои своите чувства ги изразуваат на својот мајчин јазик. Билингвизмот е неизбежна појава за нас македонците што живееме во Албанија, но изразувањето на овие творби паралелно на македонски и на албански јазик е карактеристично за антологија и е тоа што ја прави како посебна. Затоа, ова книга не се одликува со карактер на чисто теоретско излагање, но со добро избраните дела во голема мера се пренесува духот на македонскиот народ, како индивидуален опит, и се представува како посебна целост. Со неа се увеличуваат збивнувањата на македонската култура во Албанија. Ова е првиот потстиг за да се пристапи кон остварувањето на еден ваков потпат, каде што авторот бил свесен за големата потребност и неопходност. Авторот со неисцрпна мака на прелистување и разгледување на сите македонски творци, без разлика од нивното потекло, успеал да ги обедини македонската творештва создадено со декади овде во Албанија, почнувајќи од најистакнатата личност не само за албанско-македонската книжевност, како што е Стењо Спасе, кој секогаш ќе остане како основоположник на македонското творештво, бидејќи неговите дела се препеани на неколку јазици, па доаѓајќи до помладите создавачи, кои стапиле по патот на творештвото на својот мајчин јазик. Авторот со својата макотрпна работа успеа да ги озвучи сите жанрови на литературното творештво, како поезија, проза, така и историски дела, каде што овие факти од културен, историско-национален и општествен карактер, но пред се книжевно-естетските факти, ќе остават неизбришливи траги за нашето минато, но и за нашата култура, и низ кој се пролева еден широк бран на нашиот македонски дух и национален идентитет, за да ја овековечи историјата и културата на својот народ. Бидејќи остварувањето на ваквата замисла на ова книжевно-историска проекција, вреднувајќи ги делата на поизразитите македонски автори, е чин без преседание во нашата уметност. Овој учебник, како што наведува и самиот автор, не служи само како школско помагало за учениците од македонското потекло, но тој ни помага на сите нас, како малолетни, полнолетни или возрастни,
бидејќи ни служи да го препознаеме како прво нашиот мајчин јазик, да ги изразиме своите чувства на својот јазик, како што и самите еден со друг, како нашенци или нашинци, а тоа значи македонци. Тоа е фактот што ја прави посебна ова антологија и која зазема голема вредност во литературните ризници на македонската книжевност и за која треба да се гордее не само Фото, како создавач на ова дело, но и сите ние, бидејќи токму ова дело е нашиот клуч за влез во светот на македонското творештво овде во Албанија.